Од нашите представници во Сојузот на средношколци дознававме дека нема некој проблем во некоја одредена училиште во државата, така што сето тоа што се договоривме помеѓу нас како Сојуз на средношколци и владата беше имплементирана и мислиме дека тоа беше и поради тоа што ние пративме предупредување до нив за непочитување на договор, а резултатот на тоа на договорот и на предупредувањето е токму денеска што сето тоа што го баравме, го постигнавме и беше имплементиран точка по точка, не како другите договори што се постигнат во државата, а никогаш не се имплементират. Институциите кога не се во камери кажа дека државната матура е во некој начин како пародија, така што ќе се разликува во смисла на тоа што ќе има повеќе предмети, да кажам, за полагање, за да го покренеме квалитетот на образованието во нашата држава и исто така да се прават, да се диференцират тие ученици што сакат да продолжат веќе во факултет, во универзитет, пошто тоа ни е многу важно како држава да креираме да креираме генерација што знаат што сакат да продолжат во факултет, а не само да се запишат за да завршат еден факултет и да земат една диплома. Значи 22-23 учебна година. Значи 23-24, да. За 2 години тоа ќе треба да биде имплементирана. Значи ние секогаш го почитуваме гласот и на учениците и на наставниците. Демократско право е да се изрази изразувањето на револт или на бојкот кон било каква појава во општеството. Исто така, по секој бојкот следуваат и оние процедури кои што треба да се почитуваат за надокнадување или пак пополнување на оние работи кои што не беа реализирани за време на бојкотот. Тоа што ќе биде предложено од страна на Бирото за развој на образование и од страна на Министерството за образование, истото ќе биде почитувано и ќе биде практикувано во нашите училишта.